Според Законот за данок на личен доход, под личен доход се подразбираат следните видови доход остварени во земјата и во странство, доход од работа, доход од самостојна дејност, потоа доход од авторски и сродни права, доход од продажба на сопствени земјоделски производи, доход од права од индустријска сопственост, доход од закуп и подзакуп, доход од капитал, од капитални добивки, од добивки на игри на среќа, доход од осигурување и друг доход. Според изнесеното, доколку паричните средства кои ваш пријател ви ги должи по основ на претходно земена позајмица, за која не се плаќа дополнителен износ камата, ги префрли на ваша трансакцијска сметка од неговата, значи истите не представуваат приход кој се оданочува со данок на личен доход согласно одредбите на законот. Доколку пак станува збор за подарок на пари од пријател, подарокот не представува оданочив приход според одредбите од законот за данок на личен доход. Истото е регулирано со одредбите од законот за даноци на имот, во кој се уредува начинот на оданочување на следните видови даноци на имот. Тука спаѓа данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности. Согласно горе наведеното, во овој случај на подарок на пари од пријател, потребно е да се обратите во општинската администрација или администрацијата на општините во градот Скопје, согласно местото на живење, каде ќе ги добиете потребните информации.